Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер за финансии, почитувани представници на медиумите. Еве, денес почнавме со расправа по предлог буџетот за 2016 година и на самиот почеток иницииравме интересни дебати. Јас само би сакал да дадам една констатација дека за жал опозицијата на самиот почеток се обидува да спинува малку и дебатата да ја насочи во друг правец, но добро, тоа е легитимно право и на крајот мислам дека пред јавноста ќе излеземе со една друга вистина, бидејќи бројките се екзактни и вистината мора да излезе на видело, особено во буџетот и во економските политики кои што ги креира оваа влада. Дозволете ми во овие минути што се пред мене да дадам мое согледување на главните цели кои што треба да ги оствари буџетот за 2016 година, за економските политики кои се предвидени преку овој исклучително важен документ кој што не засега сите како граѓани на оваа држава. На самиот почеток сакам да констатирам неколку работи. Во документ во кој што се предвидува раст на националната економија, односно на бруто домашниот производ за 4%, во документ во кој се предвидува раст на извозот за 8%, во документ во кој што се предвидува раст на индустриското производство за околу 4%, во документ во кој што се обезбедуваат дополнителни средства за граѓаните на Република Македонија по разни основи, зборуваме за плати во јавниот сектор, за повисоки пензии, за социјални трансфери за социјално ранливите категории, дополнителни средства за земјоделците, и во документ во кој исклучително е важно се обезбедуваат историски највисоко средства за капитални инвестиции, кои што треба да дадат додадена вредност и дополнителен раст на економијата. Не може ништо да се каже ако сте објективни, освен дека овој буџет треба да и донесе добро на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија, односно дека овој буџет е развоен. И само една компарација, бидејќи почнавме со графикони и со табели, вредноста на предвидените капитални инвестиции во буџетот за 2016 година изнесува 25 милиарди 092 милиони денари, додека вредноста за капитални инвестиции во едно друго време изнесувало 11 милиарди 664 милиони 424 денари, или во средства изразено 215,5% повеќе капитални инвестиции се предвидени во 2016 година во однос на 2005 година. 2,2 пати повеќе средства. И тука бројките се екзактни, не би сакал дополнително да расправаме. Дали тие средства се доволно и зашто ќе бидат наменати, тоа е веќе друго прашање и затоа би сакал малку подолу да образложам во мојата дискусија. Значи, како што кажав, во овој буџет се обезбедуваат покрај дополнителни средства за капитални инвестиции и дополнителни средства за зголемување на пензиите на пензионерите, дополнителни 5%, зголемување на платите во јавната администрација за 4%, зголемување на социјалните трансфери за дополнителни 5%, и ако ми дозволите, во делот на социјалната заштита, само една мала компарација, во овој буџет се предвидени 38 милиарди 948 милиони 250 илјади денари, додека само пред 10 години биле предвидени 17 милиарди 347 милиони денари. Бројките ви се јасни, соодносот е јасен и сосема доволно кажува колку средства и зашто биле наменети, колку се денес, колку биле тогаш. И исклучително е важно да се каже дека со сите овие подобрувања
И со сите средства што се наменети и во делот на капитални инвестиции, кои што ќе дадат дополнителна вредност, и во делот на средства за подобрување на животниот стандард на граѓаните, без разлика дали се работи за плати во јавниот сектор, за пензии, за социјални трансфери, за земјоделие и така натаму, на крај од годината треба основните макроекономски параметри да останат стабилни. Значи, се предвидува дека на крај од годината ќе имаме девизни резерви на исклучително високо ниво, над 2 милиарди евра, кои што ќе покријат онаа 5-месечна увозна зависност. И тука, ако сакате компарација да направиме, само 1 милиарда и 200 милиони имавте во 2005 година девизни резерви. Фиксниот курс на денарот ќе остане. Останува растот, значи, на бруто домашниот производ и дефицитот ќе биде предвиден на 3,2%, што е исклучително важно, особено во делот на намалување на јавните расходи или оние така наречени непродуктивни расходи за сметка на капиталните инвестиции. Дополнително за над 2% се очекува да порасте личната потрошувачка. И сега дозволете ми да направам една анализа во делот на буџетот, во делот на неговиот структурен дел или во фискалниот сектор. Во делот на вкупните приходи за 2016 година се предвидени на 176 милиарди 804 милиони денари, што е зголемување. За 2015 беа предвидени на 166 милиарди 842 милиони денари. Во делот на даночните приходи и на социјалните давачки, значи буџетот се полни над 85% и тој изнесува, значи во делот на даночните приходи и придонесите, изнесува 150 милиарди 718 милиони. Треба да се напомене дека сите овие приходи што се прибираат повторно со едни од најниските даноци во Европа и се прибираат со исклучително намалени стапки на придонеси. За да ја доловиме суштината зошто овој буџет е толку висок и толку приходи треба да се приберат, а од друга страна имаме повторно најниски даноци, имаме намалени придонеси, едно е јасно. Значи, во овој момент не е како што било порано, кога се стимулирала сивата економија и кога не се прибирале давачките од граѓаните. Што била целта, тоа е друго прашање. Дополнително, зголемени се странските директни инвестиции, зголемен е извозот, зголемен е бројот на вработените, кој што дава дополнителен импут во приходите, значи преку зголемување на личната потрошувачка и се разбира зголемен е обемот на работа на стопанските субјекти. И мислам дека таа теза еднаш треба да избиеме како аргумент, дека овој буџет бил 3,2 милиарди, некој буџет бил претходно 1,5 милиарди и тоа било лошо. Значи, од моја гледна точка тоа воопшто не е лошо. Меѓутоа, тоа ја покажува сериозноста на оваа влада, ја покажува стимулирањето или нестимулирањето на сивата економија и го покажува бизнис амбиентот во Република Македонија, за кој што министерот зборуваше преку табели, и јас имам некои други табели, кои што кажуваат дека Република Македонија високо котира во делот на креирање или создавање на услови за водење на бизнис, во делот на зголемување на конкурентноста и во делот на слободи во водењето на бизнис. Во делот на привлекување на странски инвестиции, она што на почетокот така го започнав мојот говор, јас жалам што опозицијата на самиот старт се обидува да ги искривоколчи некои работи и да ја однесе дискусијата во друг правец. Значи, ние како држава, без разлика кој е на власт, треба да бидеме задоволни што Република Македонија е дестинација на која што се почесто и се повеќе доаѓаат странските директни инвеститори. Колку Република Македонија со сопственото стопанство може да
оди напред и да го зголемува и креира својот раст и развиток е едно прашање, меѓутоа дека ни се неопходни странските директни инвестиции и во делот на намалување на трговскиот дефицит, и во делот на зголемување на бројот на вработените, и во делот на давачки кои што ги плаќаат кон државата, комунални, персонални и така натаму, давачки кои што после неколку години ослободување треба да ги плаќаат во делот на даноци и на осигурување. Значи, странските директни инвестиции ни се неопходни ако сакаме Република Македонија да се движи напред. Дали средствата што ги даваат на вработените во моментот се доволни? Јас само би сакал да ви кажам дека во една пазарна економија и во пазарно стопанство, како што врви времето и како што бројот на вработени се зголемува, се разбира дека конкуренцијата ќе си го направи своето и дека платите постепено ќе мора да одат нагоре. Ако владата помага во делот на јавниот сектор со зголемување на платите, со зголемување на пензиите, ако ги помага и странските инвеститори, се разбира дека ги помага и домашните инвеститори, бидејќи прво делот парите остануваат кај нив со пониските даноци, второ придонесите се намалени, трето владата во изминатите 4-5 години во неколку наврати пласираше ефтини кредити до малите и средни предпријатија, со што дополнително ги поддржа. Трето, усвоивме програма која што е исклучително позитивна, која што се нарекува Македонија вработува и која што со многу мерки и активности им помага на малите и средни предпријатија, односно на стопанството да функционира во Република Македонија. Дополнително, коректно е да се каже дека странските инвеститори што вложуваат во Република Македонија, вложуваат инвестиции во фабрики кои што произведуваат производи кои што се наменети за извоз и вложуваат во технологии кои што се запазени со строги критериуми кои што не прават конкуренција на домашната економија. Од тука не би сакал, вака можеби ќе кажам груб збор во моментов што ми доаѓа, да ги сатанизирате странските директни инвестиции. Проштевајте ако не беше зборот адекватен. Меѓутоа, сите заедно, без разлика дали е ВМРО или СДСМ на власт, треба странските директни инвестиции да ги помогнеме, бидејќи не постои ниту една земја во Европа, во високо развиените економии, да не зборувам на Балканот, што гради мерки се повеќе и повеќе за да привлече што повеќе и повеќе странски директни инвестиции. Само тука опозицијата најверојатно не ги почитува и не ги сака тие странски директни инвестиции. Јас жалам, знам дека тоа во моментов ви е рак рана, знам дека тука ви е ахиловата пета и слабата точка, бидејќи показателите покажуваат дека таму кај што бевме најранливи, за жал од едно минато време, сега таа рак рана е залекнуваме. И само да ви кажам неколку податоци, бидејќи почнавме со тие графикони, морам повторно тие графикони да ги извадам на виделина. Бројот на вработени во 2005 година, во 2004, се извинувам, во четвртиот квартал бил 498.867. Бројот на вработени 2015 во вториот квартал бил 699.578. Значи, ова е бројка екзактна, точна, која што покажува дали економските политики што ги спроведува ВМРО, ДПМН и ова влада водат кон подобра иднина на нашите граѓани. Втора работа. Или ако сакате во проценти, може би полесно е, во 2004 година сме имале 31,2% вработеност, во 2015 имаме 41,7% вработеност. Дополнително да се каже дека со реализирање на овој буџет се планира за 2%, 2,5% да се намали повторно невработеноста во Република Македонија, со што бројката или процентот би стигнал на некаде околу 26%. Се разбира, тоа е се уште висок, меѓутоа за сметка од 39% фантастични Гинисов рекорд во светот во 2005 година, ќе се сложите дека 26% се итекако респектабилна, би рекол бројка. За да бидеме по-екзактни, ја би сакал да кажам уште неколку работи. Освен оние што ги кажа министерот, исто така со табели, во делот на примањата на личните доходи, платата во моментот во Република Македонија е околу 22.000 за сметка на
12.000 што беше во 2005 година. Пензиите исто така се пораснати за во просек 70%. Дали животниот стандард е намален или не е намален, тоа исто така е дискутабилно прашање и за да направиме една таква анализа треба да ги земеме податоците од Заводот за статистика, колку средства требале за издржување и колку се реализирани за едно семејство во 2005 година, а колку средства требале и колку се реализирани за едно семејство во 2015 година. Дополнително на тоа треба да земеме колкава била тогаш платата, колкави биле цените на основните продукти и на услугите кои што им биле потребни на семејство за да дојдете до животниот стандард. Се разбира, фиксниот курс на денарот бил и тогаш и сега. И јас само сакам да ви кажам еден податок, кој што е добро да го изанализирам овие денови. Освен цената на електричната енергија, која што рапидно скокнала од 2005 до денес и која што е можеби двојно во нето износ повисока, сите други цени останале генерално на исто ниво или се намалени. Значи би сакал да направите една анализа да направите за основните продукти што се потребни на едно семејство на месечно ниво и основните услуги што се потребни на едно семејство на месечно ниво. Освен, потенцирам, висината на електричната енергија, за која што се потребни околу 500 ми се чини киловати на месечно ниво, или тоа е некаде 2000 денари на денешно време, просечна, значи потрошувачка, другите цени се останати на исто ниво или се намалени. И ако сакате да ви кажам ево со податоци, по лајкен индикаторите на сиромаштија, во делот на пресметување на Заводот за статистика, во 2005 година вкупно расположливи средства, зборувам на годишно ниво, на едно семејство биле 260.267 денари. Вкупно употребени средства биле 368.341 денар. Во 2014 година вкупно расположливи средства биле 336.289, а вкупно употребени 355.941 денар. Самите можете да направите математиката каква е ситуацијата и колку тогаш каков бил стандард на граѓаните, колкав е денес. Или ако сакате уште неколку податоци, особено во делот на економскиот развој на Република Македонија, во 2005 година пер капита по глава на жител сме имале 2471 евро, во 2014 година имаме 4127 евра. Пер капита, значи, по глава на жител го покажува растот на економијата. Ако вие се залажувате дека било која влада за 4 години ќе го достигне нивото на, пример, Шведска, Данска, Финска и така натаму, мислам дека не е коректно да ги лажеме граѓаните. И ако сакате да правите такви споредби. Јас се согласувам со претходниот дискутант, ниту еден од нас нема да доживее Република Македонија да биде барабар со нив, што би рекле, или да бидеме на едно исто ниво. Меѓутоа, дали има подобрувања или нема, тука треба да спориме. Дали овој буџет предвидува во 2016 да се подобри стандардот на граѓаните, да се направат нови капитални инвестиции, што не се слагам исто така дека се само од кредити, туку има дел за тие капитални инвестиции и во буџетот предвидено, што не се направиле во изминатите 40 години, почитувани дами и господа. Коридор 10 и Коридор 8 го правеше братство единство на времето, ја колку се сеќавам. Од тогаш шајка не е закачена, брут ми е што викаме. Прв пат сега се градат тие автопатишта. Пругите знаевме како се градеа. Бранко изгради 2-3 столбови, нели, за кај требаше доди таа пруга према Крива Паланка и тие останаа како споменици. 1 метар пруга не направивте. Значи, јас никогаш не одам на тие тези дека сакам да се споредувам, ама за волја на вистината треба да бидеме конкретни и да кажеме кој, кога и што направил. За прв пат во историјата на Република Македонија се предвидуваат вакви капитални инвестиции, кои што пред 10 години не можевме ни да ги сонуваме.
Дополнително за земјоделците, само и тоа да ви го кажам, и ја знам тезата дека не биле употребени како што треба средствата, злоупотребени и така натаму. Знаете како во едно поле со пченица, она кокал го има, меѓутоа да не е тоа мнозинство. Ама разликата е очевидна. Во 2005 година пред изборите која ви шајкуваа пред влада е 2,5 милиони евра одвоивте. Од 2006 до денес имаме преку 750 милиони. 750 милиони, повторувам, господјо. И затоа ќе губите во тројката 100-0. И на следните избори. И во четврката. Во најземјоделските региони. Тоа се факти, тоа се аргументи. Се надевам че имам доста реплики да можам да ви одговорам на вашите конкретни забелешки и прашања. Ви благодарам на вниманието.